Здраво на сите и добре дојдовте на четвртото видео од серијалот Програмирам во Python. На ова видео ќе се запознаеме со услови, клучна тема во било кој програмски јазик. Ќе се запознаеме како општо функционираат услови и конкретно како се пишуваат во Python. Покрај услови ќе се запознаеме и со терминот блок код, што тој значи и каде ќе се сретнеме со него. Краток подсетник, користиме Python Trinket за да пишуваме програми и ќе печатиме некој текст на екран. Например, како именатиот пат да речеме дека имаме променлива име, презиме и година. Чисто да се подсетиме, може да го паузирате видеото и да напишете програма која последно ќе го испечати името, а последно презимето. Потоа да ги испечатите името, презимето и годините. Океј, тоа би изгледало нешто вака. Ова го видовме претходно, не е нешто пресложено. Целта на овој час ќе биде да ја дополнеме задачата со податоци со уште една личност. Потоа, да се открие која личност е повозрасна и да се прикаже на екран. Првиот дел не е многу тежок, може да го ископираме истиот код, да ги замениме променливите име _презиме и години со име _презиме _2 и години _2 соодветно. И нормално да внесеме други вредности. А за да откриеме која личност е повозрасна, ќе ни треба нова алатка, а тоа е услов. Во Python тоа изгледа вака. Сега, ќе посветиме малку внимание на овој дел од кодот. До сега, секогаш кога пишувавме код, тој се извршуваше последователно, ред по ред. Сега, за прв пат се среќаваме со место каде дел од кодот може да се скокне. Да го анализираме овој код малку. Гледаме дека ја имаме следната конструкција. If години е поголемо од години 2, две точки. Првото зборче, if, е клучен збор. Тој му кажува на Python дека нешто ќе споредуваме. После if имаме услов. Во случајов, тоа е споредба. Дали бројот на години на првата личност е поголем од бројот на години на втората личност. И на крај имаме две точки. Со ова, на Python му кажуваме дека условот е поставен. После условот, следува код кој ќе се изврши само ако условот е точен. Доколку години е поголем од години _2, тогаш ќе се испечати текстот на екран. Во случајов, години е 28, а години _2 е 27, така да условот е точен и ќе се испечати текст на екран. Ако направиме години _2 да е 29, текстот нема да се испечати. Нешто друго што е важно за пишување услови во Python е дека кодот кој доаѓа после условот е индентиран. Тоа значи дека треба да има 4 празни места пред секоја линија код. На овој начин, Python знае кој код да го изврши ако условот е точен. Ова е важна карактеристика на Python. Други програмски јазици на поинаков начин дефинираат кој код треба да се изврши. Ќе видиме, на крајот видеото, што представува оваа конструкција. Делот код кој завршува со две точки и потоа код кој е индентиран. За сега, да се вратиме на примерот. Имаме услов, бројот на години на првата личност да е поголем од бројот на години на втората личност. Меѓутоа, ако бројот на години на втората личност е поголем, тогаш треба да се испечати дека таа личност е повозрасна.
За овој случај го користиме клучното зборче else. Гледаме дека тоа се користи слично како и if, само кај else нема услов. Кодот кој се наоѓа во else ќе се изврши кога и да не е точен условот кај if. Во тој случај може да ја пуштиме програмата и гледаме дека се си работи окей. Добро, можеби не баш се. Дали можете да смислите случај каде програмата нема да работи окей? Програмата испечете дека втората личност е постара, иако во реалност двете личности имаат ист број години. За ова ќе искористиме уште еден клучен збор elif. Ова е кратенка од else if и, на сличен начин како и if, потребно е да има услов. Меѓутоа, овој код ќе се изврши само ако ниеден претходен услов не е извршен. Целосната структура на еден услов е следната. Гледаме дека може да има повеќе elif услови, ама само еден од нив ќе се изврши. После секој if, elif и else има две точки и потоа следува индентиран код. До сега, ние само го користевме знакот за поголемо кога споредувавме вредности. Но постојат и знаци за еднакво, поголемо еднакво, различно и така натака. Ова е табела од сите оператори за споредување кои може да ги користиме за споредба на вредности. Имајте на ум и дека може да се споредуваат типови вредности што не се броеви. Например, во нашата задача, што мислите дека ќе испечати следниот пример? Па, го користевме знакот за еднаквост, односно еднакво, а имињата се различни, што значи ќе го испечати вториот текст. Ако го променам име долна црта презиме долна црта 2, да ја има истата вредност како и првото име долна црта презиме, тогаш ќе се испечати првиот текст. Во тој случај, што ако сакавме да провериме дали бројот на години е ист, но истовремено и дали имињата се исти? Тоа би можеле да го напишеме на следниот начин. Забележувате дека можеме да напишеме друг услов во блокот код на првиот услов. Вака напишани услови најчесто се нарекуваат вгнездени услови. Меѓутоа, постои и друг начин да се постигне истиот резултат. Тука го искористивме зборчето AND. Ова е пример за логички оператори. Логичките оператори ни овозможуваат пишување посложени услови кои се составени од повеќе едноставни услови. Во овој пример, години е еднакво на години 2 и име долна црта презиме е еднакво на име долна црта презиме 2.
Ова се трите логички оператори кои се користат во Python. За крај, може да направиме едно кратко резиме и да поставиме задача. Услови се начин да пишуваме кој код ќе се изврши само во одредени случаи. Условот се содржи од зборчето if, па самиот услов, две точки и индентиран код. Дел од кодот каде пред секоја линија има 4 празни места. Самиот услов се пишува со еден од операторите за споредување. Во дел од условот може да имаме код што се наоѓа во elif и во else делот. Може да поврземе повеќе услови со операторите and, or и not. Може да имаме вгнездени услови, каде еден услов се наоѓа во индентираниот код од друг услов. Кога ќе пишуваме индентиран код за овој услов, ќе треба да има 8 празни места пред секоја линија. За оние кои сакат да го испробаат тоа што го научиле, еве една задача. Да напишеме програма која ќе содржи променливи за намирници што ни се потребни за дома, на чии вредности се нивната цена. Исто, да имаме променлива во која ќе чуваме колку пари носиме со нас. Програмата треба да не испечати или колку пари ни фалат, или колку кусури ќе добиеме, или порака дека имаме точно пари за да платиме. Како бонус, да се напише и една променлива за пица, програмата да провери дали ќе ни остане доволно кусур за да може да купиме и пица. Со ова, стигнавме на крајот на ова видео. Сега ќе го прикажеме решението на задачата и се гледаме во наредното видео.